Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште една сезона на нашата и ваша интернет М телевизија со вашиот водител Томислав Јовановски и новата проект програма наречена 00748. Драги гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на 00748, нашата и ваша геополитичка анализа. Многу настани се случија изминативе 2 недели, кои го прекупира светското внимание и можеме да почнеме. БРИКС плюс казан самитот, 36 лидери присутни, договорено е 13 земји станат партнери на БРИКС плюс. БРИКС плюс работи интензивно на она што се нарекува дигитална валута. Проектите ги води Развојната банка, начело со Дилма Русев, истакната политичарка од Бразил, и секако се работи на платформата за тргување со жито, диаманти, и БРИКС плюс се наметнува како сериозна алтернатива на она што е англосаксонски свет, Светска трговска организација, ММФ, Светската банка, Обединените нации, која крајна инстанца, ако сакате да ги спомнеме. Има 30%, контрола на 30% од копното на планетата Земја, 45% од популацијата на планетата Земја, 20% златни резерви, покупна моќ БДП поголемо од, значи GDP-то, БДП поголемо од БДП-то на Г7 земјите, и тоа 37% е БДП-то на земјите од БРИКС плюс. Ќе го следиме прогресот на БРИКС плюс и во наредниот период. Вториот насам што го преокупира нашето и верувам и ваше внимание е настанот од глобални размери или влијание на глобалната политичка сцена, а тоа се изборите во Соединетите Американски држави, каде што Трамп е, можеме слободно да кажеме, 47-миот претседател на Соединетите Американски држави, иако нели се очекува, во моментов се очекува да попочнат да стигнат гласови во Невада и во некои други сојузни држави, но известно е победата на Трамп, 297 од потребните 217 електорати, наспроти Харис, која има, Камала Харис, актуелната подпредседателка на САД, која има 217. Веќе се работи на тимот што ќе работи со председателот Трамп, со 47-миот председател на Соединетите Американски држави. Имењата се што споменуваат Гренел како секретар во Стейт департментот, одговорен за надворешната политика на Соединетите Американски држави, се спомнува за правото како челник на позицијата во Министерството за одбрана, се спомнува Помпео, кој што беше и во претходниот мандат од 2016-2020 како дел од тимот на Трамп, но и интересно е што да се напомене дека важи за неокон, за така она крило во Вашингтон кое што заговара различен пристап во однос на тоа што го говореше Трамп на предизборните митинзи. Ќе видиме, ќе биде интересно. И секако се спомнува името на Роберт Ф. Кенеди Джуниор, значи помладиот, кој што би треба, иако е по убедување демократ, во кампањата одлучи да застане на страната на Трамп во последните 2 месеци и се спомнува неговото позиционирање во Министерството за здравство. Гледате, имаме од една страна БРИКС плюс, од друга страна Трамп кој што вели Make America Again. Тоа е она МАК, America Great Again, значи со неговиот слоган МАГА. И тука се тие два концепти. Америка не сака да го препушти своето влијание на водечки полицаец, водечка сила, економска, политичка во светски рамки, и БРИКС плюс кој што е алтернатива. Или со други зборови имаме Heartland, тоа е Евроазија концептот, мултиполарен,
на Владимир Владимирович Путин и БРИКС плюс, и имаме оно што нарекува поморски сили, познати како англосаксонски свет, а тие се мрежени во Five Eyes, Америка, Соединените американски држави, Обединетото кралство, Канада, Австралија и Нов Зеланд. Понатака тука е Quad, тоа е организација која се работи во оној индопацифички регион на светов, работи да биде контратежа на интересите на Народна република Кина. Во Quad се Индија, Јапонија, Индија, секако тука е Австралија и тука е и секогаш неизбежните Соединените американски држави. Но да помнете во она што се нарекува зародиште на некакво идно азиско НАТО, така да го наречем, соработката со Филипини, соработката велам со Јужна Кореја, економската соработка која засега останува само во рамки на економијата, значи не навлегува во воениот контекст, со Виетнам, кој истовремено работи воено, соработува блиску со Руската Федерација. И гледате како работите добиваат на некоја динамика во тој индопацифички регион. Не минува ни Народна република Кина, додека говориме за БРИКС плюс или случувањата во Индопацификот, односно овие поместувања што ги прават и вмрежувања пред се англосаксонците или англосаксонските представници, имаме Кина која работи на економско доближување до земјите од Латинска Америка, до Карибите и на тој начин да го ослабне влијанието што ги имаат Соединените американски држави во нивниот домен, во нивното двориште, тоа е Латино Америка и Карибите. Имаме South Pacific Zone of Interest, значи тоа е она јужна пацифичка зона каде што излегува на Атлантикот и оттаму продолжува према Африка, и битно е затоа што Кина се обидува да ја развие таа трговска димензија, при што имаме производите произведени во Кина се пласираат на пазарот од овие латински земји, латиноамерикански земји и во Карибите, и обратно, производите од тие земји да стигнат до големиот кинески пазар. И тука е таа трговска димензија со која Кина се наметнува наспроти хегемонот на англосаксонскиот свет, кој што форсира воено присуство, воени бази, руши демократски избрани влади, прави шарени револуции, прави портокалови револуции и т.н. Ги имаме и, кога спомнавме Африка, ги имаме и концептот на ЕКОВАС, значи тоа се земји од Сахел регионот кои што се здружени, кои што работат на просперитет и да се чуе гласот просперитет на нивните земји и да се чуе гласот на афричкиот континент. Сега во последно време три од тие земји членки на ЕКОВАС, тоа се Мали, Нигер и Буркина Фасо, велат не, ние сакаме поблиска соработка со Русија, тука е и присуството на одредени групации блиски до Вагнер и присуството на инструктори кои што нели работат на тоа да овие земји, нивните власти, тоа се пред се воени представници, воени власти во тие земји, да подобро се спречат оние, да ги спречат оние интрудерски, значи оние наметнати терористички формации, кои што повторно се гледа отпечатокот на хегемонот, и мислам дека успешно воените власти во Мали, Нигер и Буркина Фасо се носат против овие терористички формации, но пак велам, инструкторите се од Москва, има представници тука блиски до групацијата Вагнер
И интересно да се види и тоа како ќе се одвива линковска поврзаност во она што го нарекуваме блоковски сфери на влијание. Значи имаме, ваму ги спомнавме, во Индо-Пацификот делуваат Соединените американски држави, а од друга страна е другиот блок, значи БРИКС плюс, значи говорам за тоа влијание што го има Руската федерација и Кина, Народна република Кина во земјите од Африканскиот континент. Ги спомнавме земјите од КУАД организацијата, значи Индија, Јапонија, Австралија и Америка. Они работат на формирање на АПЕЦ, тоа е Asian Pacific Economic Cooperation, значи азијско-пацифички сегмент кој што ќе развива економската соработка, и тоа треба да биде некоја баланс против тежа на кинескиот пат на свилата, односно Road and Belt Initiative. Имаме, значи, интересно е да се напомене, и тука ги имаме запишано, пристаништата во Чансај и Шангај. Значи, треба да возможи кинеската роба по поморски пат да преку користење на овие пристаништа да стигне до посекуваните дестинации, и во делот на латиноамериканските земји се Бразил, а во делот на, речеме, на така може се нарече и во латиноамериканскиот дел, но и во средниот дел на американскиот континент е и Перу. Значи, сета таа роба од Народна република Кина ќе се извезува во латиноамериканските земји и во карипските земји, а нивните производи ќе се пласираат по истиот пат во обратна насока кон големиот пазар од 1,3 милиарди конзументи во Народна република Кина. Затоа велам, ова што АПЕЦ што го планираат Соединените американски држави треба да биде баланс, контратежа на ова што го развива Народна република Кина, првично наречено Road and Belt Initiative, иницијатива патот на свилата, појас Road and Belt Initiative, значи тоа е продолжеток на древниот пат на свилата што го имаше Кина. Сега модерна Кина, Народна република Кина, прави една апгрейдувана верзија, тоа е Road and Belt Initiative, која треба да го сруши овој англосаксонски концепт и си поставува продор во светски рамки преку оваа економска иницијатива. Позната е Road and Belt Initiative, иницијативата во средна и југоисточна Европа, но еве гледаме дека се шири и на во делот на латиноамериканските земји и Карибите и секако преку африканскиот континент. Русите пак го заговараат North-South коридорот, значи север-југ коридорот, затоа што со климатските промени се повеќе на значење ќе добие таа северна рута преку Арктикот, затоа што тука се скратува времето потребно за патување на таа роба, а со тоа стануваат сите тие фирми кои што ќе користат тој пат стануваат далеку поконкурентни во однос на рутите што се користат до сега, а тоа се Панамскиот канал, Суетскиот канал, разни тесници кои поминуваат во делот на Блиски исток, Арапскиот полуостров, а знаеме дека таму се големите конфликти се кои што добиваат на динамика се таму. Третиот настан кој што во овие 2 недели и последнава година го обликува светското внимание и многу право се прашуваат како ќе се заврши тоа, и конфликтот на Блискиот исток.
таму бесне се разгорува конфликтот. Гледаме дека Израел, односно IDF, вооружените сили на Израел се присутни во Јужен Либан, значи се работи на воспоставување на тој коридор, нешто слично на она што се заговара во Сумската област, која граничи со Белгород, значи граничи со, тоа е украинска област, која граничи со Белгород, која е руска област, како некоја тампон зона која ќе овозможи граѓаните од северен Израел да можат да се вратат во своите огништа и да не чувствуваат опасност од Хезболах, односно од терористичките напади на Хезболах. Истото нели го имаме и со граѓаните на Белгород, кои што се и од Курск, кои што се иселени, чувствуваат закана од нападите што се случуваат во Сумската област. Нормално, Сумската област во поширок контекст и заедно со Харковската област, Днепропетровската област, беа области од кои што се рекетира и гранатира областите на Донецк и Луганск, односно народски кажаните Донецка и Луганска народна република. Велиме конфликтот во Израел, односно меѓу Израел и IDF, Израел и IDF од една страна и Хезболах и Хамас од друга страна, нема сигнали, индикации дека ќе заврши, туку напротив пламти се повеќе. Гледаме Иран се воздржува сега од таа спирала на насилство и напади да удри по втори или трет пат врз Израел, особено по заканите што пристигна и опомените што пристигна од американскиот 46-тиот американски претседател Џозеф Бајден дека Иран мора да се воздржи од контраудар и притоа во тие мноштво од настани скоро неприметено помина еден така трагичен брифинг, медиумски брифинг, трагичен велам затоа што актерот, односно актерката е известна Сусана, која го представи своето видување на незината заложничка драма која траеше како заложник на Хамас, траеше скоро дузина месеци и се одважи да излезе во јавност, барем во она што се нарекува израелски медиумски простор, и да излезе со своето видување за незината приказна, незината болна приказна, каде што вели дека била и психички и физички злоставувана и при тоа после секој таков громозорен акт, значи таков брутален акт на незините, како што она ги спомна, робовладетели, така да условно преведено, значи тие што одлучувале за незината судбина, а и се живувале врз незе, не ја дозволувале ни моменти на каде што ќе може да се исплаче, да таа своја тага што ја тежина што носела после такви злоставувања, да може во некоја од тие соби и тунели каде што ја криеле, да на секунда барем таа своја тага да ја искаже. Буквално и било забрането дори да тагува, а да не говорам за сето она што тоа психичко и физичко сексуално злосторство и се има случајно. Никаде за тоа нема ниту во американските медиуми, ниту во глобални рамки не се говори. Ете една трагична приказна за тоа ништо Сусана има поминато, додека била едноставно киднапирана од Хамас. Израел во исто време се обидува
бидејќи оваа војна изискува многу пари, се обидува да даде научна подкрепа на IDF силите, односно работи на некои научни проекти кои што треба да воведат во употреба лазерски наведувани оружја, кои ќе бидат подкрепа на Iron Dome, односно она што се нарекува железна купола како против ракетна заштита што ја користи Израел во одбрана од нападите на Хамас, Хезболах, но Израел се брани исто така и од Иран. Затоа велам, ова е нов момент, значи за прв пат од 2025 се планира да се воведе и лазерско оружје кое ќе биде подкрепа на таа железна купола која е против ракетна заштита. Значи имаме сите индикатори говорат дека оваа војна на Блискиот Исток меѓу Израел и Хамас, Хезболах, различни шиитски и сунитски милиции кои во момент делуваат малтене во ист сојуз, секако и Исламската република Иран. Во оваа војна нема индикатор дека некој индикатор кој што може да ни каже дека наскоро ќе заврши, иако имаме од 20 јануари нов претседател во Соединените американски држави и ќе видиме што ќе се случува ќе го следиме, нели, ќе следиме случувањата на Блискиот Исток. Во случајот четврти настан, што сакаме да го споменеме, исто што трае веќе 2 години, тоа е војниот конфликт во Украина. Знаеме дека малтене ако ги имаме од една страна русите, а од другата страна го имаме логистички, преку инструктори, преку оружје, целиот НАТО и западен свет кој се застана на страната на Украина и дури замеруваат на Русија што примила, се говори за некои проценти велат 5.000, некои викаат идат до 12.000 северно-корејски воени сили кои што учествуваат на страната на Русија во она што се нарекува Курска област, а Курската област е во границите на Руската Федерација. На другата страна, Јужна Кореја пак со месеци праќа преку трети земји оружје за потребите на оружените сили на Украина и гледаме дека не се либат ни северно-корејските представници и јужнокорејските представници да кажат дека отворено да кажат дека соработуваат со едната или со другата страна во овој конфликт помеѓу две православни држави, Руската Федерација и Украина, а Полска пак во овој хаос, во оваа мешаница, пак гледа од свој интерес и не крие дека работи на оној полски антируски проект што го имаше маршал Јозеф Пилсудски во период разработен во период 1920-1930, кога овој полски воен планер заговарал идеја полска од Балтичко до Црно море и тука тоа нормално во тој дел добар дел од териториите на Украина и во делот на западна Украина, но ете и со излез на Црно море. Значи тоа се територии на Украина, но се рачунуваат како историски полски територии кои што повторно треба во нека ново мешање на картите, геополитичките карти да припаднат повторно на Полска и Полска се гледа како поддржана здушно, не се ни крие тоа, поддржана од Соединените американски држави, се гледа како еден од моторите на некоја идна европска карта, каде што Полска ќе ја истисне улогата на Германија. Сега, што има за тоа да каже Германија и германските политички елити, тоа ќе видиме во следниот период, но интересно е како таа полска мапа се поклапа со
се поклопува со мапата што заговараат последните 10 години 15 години американските планери во Вашингтон, а тоа е иницијативата три мориња, Јадранско море, Црно море, Балтичко море, и гледаме како некои стари карти само во некоја обвиени во нека нова фолија добиваат на динамика во 21 век. И би поменал, во минатата емисија спомнавме зошто НАТО се вооружува, се говори за некоја бројка до 700.000 активен воен персонал, и поставивме прашање за одбранбениот сојуз, како што милува се нарече НАТО, за каде се наоружува и против кого ги спремат тие 700.000 активни војници. И при тоа имаме информации дека во октомври има одредени вежби на НАТО, да речеме Steadfast Noon, вежба на НАТО во Белгија и Холандија, каде што 2000 пешадија учествува со авиони од 13 земји, бомбардери учествуваат во оваа вежба, бомбардери кои што имаат наменска улога да носат нуклеарен арсенал. Тоа покренува многу прашања. Понатака Стипрус Грифонас во Литванија, воената вежба, повторно 2500, значи пешадија, 250 оклопна техника, значи орудија, борбени возила, тенкови. Повторно се гледа да се изврши притисок врз Руската Федерација, и тоа во наредниот период ќе го следиме и ќе ве благовремено информираме, драги гледачи. И би сакал на крај да ви се заблагодарам за она што се нарекува вашето воено време, да ја погледнете оваа геополитичка анализа. Геополитички анализи се од глобален карактер и често навидум немаат директна корелација со домашната, локална, регионална сцена на нашиот балкански, односно Хумски полуостров, но споменавме во минатата емисија дека ако конфликтот во Украина е во тесна корелација со граѓанската војна во Сирија, верувајте, сите овие геополитички случувања во светски рамки и тоа како може да имаат влијание и во нашиот регион, а не така одавна, 30 на години, се помина од последната крвава војна со крајовиот распад на СФР, втората Титова Југославија, и велиме, ние мораме ревносно да ги следиме овие случувања и да бидеме спремни и да повикуваме на разум, се со цел да остане мирот, стабилноста, како водечка снага, сила во наредниот период. Ви благодарам за уште еднаш за вашето одвоено време и до следниот четврток. Останете ми во добро здравје.